Почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани кавадарчани. Пред истекот на првата година од мандатот, воден од принципот на отчетност и на самиот почеток на новата 2014 година, чувствувам обрска да ве потсетам на сработеното и за визијата за програмата за 2014 година. Во изминатиот период од неколку месеци, помогнати од владата на Република Македонија, реализиравме и почнавме со реализација на многу проекти кои значат подобрување на условите за живот и работа на граѓаните на општина Кавадарци. Со несмалено темпо, полни со дополнителна енергија, продолжуваме со реализација на проектите како што се: разрешување на проблемот со водоснабдувањето со помош на рекордни 2 милиона евра од владата на Република Македонија, како и инсталирање на скада системот и регулирање на притисоците и инвестиција на јавното претпријатие Комуналец, кој од презадолжено веќе 2 години е најдобро јавно претпријатие во Република Македонија. Заменети се цементно-азбестните цевки во ниската зона со нови метални цевки. Станавме лидери во регионот кога е во прашање енергетската ефикасност со инвестиции од над 21 милион денари во воспитно-образовните институции и градинките, со комплетна замена на ПВЦ столаријата и со нови термофасади. Изградивме нов кружен тек на влезот во градот. Се финишира проектот за реконструкција на регионалниот пат до Мушов гроб во должина од 16,5 километри. Го завршивме проектот за замена на класичните светилки со нови еколошки и штедливи лед светилки. Пробиен е патот до селото Галиште. Асфалтиран е патот до селото Фариш во должина од 1 километар. Ревитализиран е 1 километар од патот Ладно Долче Страгово. Го реконструиравме главниот мост на реката Луда Мара. Со помош на владата инсталиравме хлораторски станици што 100 селата Крњево, Страгово, Долна Бошава, Бојанчиште и Куманичево за прв пат добија бактериолошки исправна вода за пиење. Го продолживме колекторскиот систем за 300 метри. Со помош на владата на Република Македонија пуштен е во употреба водоснабдителниот систем Сува Гора. Започнавме со реализација на уште еден капитален проект – катна гаража, и го започнавме процесот на решавање на проблемот со паркирањето во Кавадарци. Кавадарци доби нов музеј на вкусовите единствен во Република Македонија. Изработен е споменик во чест на жртвите од Тиквешкото востание од 1913 година. Реконструиран е покривот на манастирот Свети Никола Моклишки. Набавена е нова автосмечарка за тесните улици во градот. Набавен е нов минибус за потребите на локалната самоуправа, образованието и за прв пат за ново секторот. Реновирано е детското одморалиште Михајло. Формирана е регионална стопанска комора во Кавадарци. После повеќе децении за Кавадарци се носи нов генерален урбанистички план. Започнавме со комплетна реконструкција на комплексот околу улица Охридска. Но тука не застануваме. Оваа година посветено и одговорно ќе се фокусираме на воведување на зонското паркирање, ставање во функција на градскиот базен, за што е отпочната постапка за јавно-приватно партнерство, ќе го понудиме за реализација проектот за деловно-трговски центар на местото на градското пазариште, ќе инвестираме над 40 милиони денари од Светска банка за доградба и реконструкција на кровови во неколку воспитно-образовни институции. Со помош на владата ќе продолжиме со проектот за реконструкција на патот Ресава-Бегниште и патот Страгово-Крњево. И за прв пат ќе се донесе урбанистички план за селата Сопот, Марена, Дреново и Возраци. Ќе се реконструира комплетно училиштето во село Марена. Ќе се реконструира улицата Гоце Делчев и улицата Шишка како огромни улици од Кавадарци. И на она што сме посебно горди, заврши изградбата на фабриката Дрекселмаер, една од најголемите странски инвестиции по број на вработување. Досега се вработени над 2500 директни вработувања и тој процес не престанува. Почната е постапка за вработување и во новата инвестиција Кофи Кап, која ќе има за последица над 500 нови работни места. Во наредниот период, она што беше идеја и визија, ќе се трудиме да стане вистина, она што беше на хартија ќе го лоцираме на терен, за подобро Кавадарци, за Кавадарци наците.